Сме во детската градинка Снежана во општината Чаир. Повод што сме овде е соработката на детската градинка со невладиниот сектор. Со мене е директорката на детската градинка и представник од невладината ЕСЕ. Директорке, како сте? Соработувате со невладиниот сектор? Не е прв пат. Да, ова не е прва соработка со невладиниот сектор. Со невладината ЕСЕ ова ни е веќе втора соработка. Минатата 2022 година има рециклирање на правење торбички од материјали кои веќе не се користат, односно од облека кои луѓето ја донира. Многу сум среќна што веќе по втор пат се тука. Ова е нешто ново, ова е интересна тема и за нас и за децата. Тоа може да го погледнете во позадина, за кој ќе оставиме простор на госпоѓата Муневера да објасни повеќе. Секогаш сме отворени за соработка со невладиниот сектор и здруженијата, се што е во корист на нашите деца во градинката и за нивна едукација секако. Сега, Муневера, поздрав и до вас. Се надевам дека соработката ќе продолжи со детската градинка, но да кажеме што всушност денеска донесовте и каков е проектот. Да, благодарам. Овој проект, за разлика од ланскиот со употреба на текстилот, овој проект не е со употреба на пластиката. Втора употреба да ја дадеме шанса на пластиката. И на текстилот, да, заедно. Значи, со овој проект сакаме децата уште од мали нозе да ги едуцираме дека може да употребат пластиката, да не правиме нели отпад да имаме на секаде, малце да ја заштитиме природата и од мали нозе да ги навикнеме на искористување на пластиката. Сега тука гледам, направени се вазни жардинерчиња за цвеќе, обоени се, како беше тоа да... Не е лесно и да и природно цвеќе е внатре. За разлика малце од текстил, пластиката е потешка за изработка. Имавме работилници со децата со посебни потреби, значи се црташе пластиката, се сечеше, се лепеше, потоа се фарбаше. Најубавиот дел и најинтересно им беше садењето. Значи садењето, цветињата, сезонски, да, сезонски, значи тоа ќе остана за стално користење, пластиката нели не пропаѓа. И оние детски бои се ставени. Детските бои, така, да, нивното боење, нивните рачи. И креативноста на децата, вие соработувате и со лица со посебни потреби? Да, креативност е нешто најбитно. Да се едуцираат децата, да имаат занимација, значи да ги свртиме кон природата. Еве со вакви проекти, има проекти со чаеви, проекти со билки. Природата е најдоброто нешто за децата. Значи најголемото здравје ни доаѓа од природата, да ја чуваме, да не ја загадуваме. И да бидете и корисно и поучно. Так. Соработката ќе продолжи со детската градинка? Сигурно, да. Со градинките посебно, значи рековме дека децата од мали нозе да ги навикнеме. Градинките ни се са посебна соработка, децата со посебни потреби. И сите, значи, во реализацијата да учествуваат на овој проект? Сега. Не само внатре за децата, многу е важно и околината. Редовно се трудите, кога бевме последниот пат, се чистеше тука, да биде и она средина, па за пример, тука е во ваша близина и основното училиште и за поголемите деца, а и за граѓаните тука во Чаир. Вака, пред се сакам да се заблагодарам на Министерството за животна средина и просторно планирање, на актуелната министерка, нашата другарка веќе на градинката, господјата Каја Шукова, што ни овозможи оваа година да добиеме проект за едукација на дечињата, за садење на цвеќиња, разубавување на нашиот дел овдека во градинката, разубавување на дворот, кој од таа страна подоцна може да видите, засадивме овошна градина, направивме, посадивме фиданки на цреша, вишна, дуња, јаболко, кајсија, тоа што ќе го следиме како ќе расте и се надевам дека ќе обстои и во иднина. Многу ми е жал, овој потек овдека што го гледате има 100 метри квадратни, каде што посадивме и елки, борови, разни мали фиданки кои со текот на времето тие ќе пораснат, но се соочуваме за жал со проблем. Така, не само објавивте дека имате проблем од несовесни луѓе. Така, не станува збор за младите само. Интересна е појавата кога возрастните поминуваат
и зимаат да повлечат, да го скинат, да го оштетат. Мислам дека е почесно да ни го побараат како градинка, ние и ќе го извадиме професионално и ќе им го подариме, бидејќи често се соочуваме да тие се вадат и се фрлаат наоколу, ние повторно ги садиме, но свеста на младите треба да е на повисоко ниво, а тоа е сепак работа на основните училишта, а пред се на семејствата. И на сите нас како граѓани да се зачува животната средина е навистина една работа што се учи од мали нозе, што понатаму се пренесува на старите генерации, но и соработката со невладиниот сектор како еден важен сегмент во општеството е многу важна. Јас ви благодарам за учеството на македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Ете студио, толку до вајавување од детската градинка Снежана, општина Чаир.